Добар ден, почитување, следите најновата Телма амбуланта. Денешното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Аџибадем Систина. Бременоста е најубавото, но и најпредизвикувачкото искуство во животот на една жена. Како трудницата да препознае дека породувањето започнало, дали контракциите се вистински или лажни, кога треба да се тргне кон болница и што значи пукањето на воденикот, природно породување или царски рез, и дилема што отвора многу прашања. За сите аспекти на природното породување, денеска зборуваме со доктор Јорданчо Иванов, специјалист по гинекологија и акушерство од клиничката болница Аџибадем Систина. Останете на Телма, проследете го денешното издание, а при крајот на емисијата вклучите се и во програма со ваши прашања. Природно породување или со царски рез? Постои ли едноставен одговор на ова прашање? Ќе го прашаме доктор Јорданчо Иванов, специјалист по гинекологија и акушерство во Аџибадем Систина. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, поздрав до сите гледачи, благодарам на поканата што ме поканивте. Порано бременоста се мереше во месеци, сега во гестацијски недели. Така. Во колку недели треба да трае нормалната бременост? Така. Значи, најпрво да кажеме што е бременоста. Бременоста е начин за продолжување на врстата и продолжување на фамилијарното стебло. Секое општество, здраво општество, се стреми кон повеќе здрави бремености и раѓање на здрави плодови кои што се способни за живот и кои што ќе допринесат за развојот на општеството. Според тоа, значи бременоста е многу важен значен, важен период, да, до раѓањето, за создавање на тие здрави единки кои што понатаму ќе го развиваат општеството. Бременоста трае 10 лунарни месеци или тоа се 40 недели или 280 дена. Значи, пресметувањето на бременоста во недели, тоа се 40 недели, се започнува од првиот ден на последната менструација, која ќе се добие, и наредните 280 дена бременоста завршува. Значи се пресметува уште во периодот кога бебето се уште не е зачнато? Да, се пресметува од првиот ден на последната менструација. Доколку оплодувањето е направено со асистирана репродукција, да речеме, се смета денот на ембриотрансферот и после тоа се додава 266 дена и се пресметува, значи, завршувањето на бременоста, односно веројатниот термин за завршување на бременоста. А како се пресметува можниот датум за породување? Значи, се пресметува со првиот ден на последната менструација, кога додава... била, и на тоа се додава 280 дена. И тоа го дава конечниот ден на завршување на раѓањето. Значи, бременоста во суштина трае 40 недели. Терминско или навремено раѓање се смета за раѓање кое што настанува после 37-та гестацијска недела до 40-та гестацијска недела. Под 37-та гестацијска недела се рачуна за предтерминско породување. Секое предтерминско породување, колку што е гестацијската недела помала, е поризично за адаптација на плодот, бидејќи незрелоста на плодот е поголема доколку е помала гестацијската недела при раѓање. Така да секоја недела е многу битна за секоја недела плюс е многу битна за адаптацијата на плодот кој ќе излезе или надвор во надворешната средина, и што поголема е неделата, толку поголема е неговата зрелост и адаптивност во надворешните услови. Доктора, дури и терминските бебиња ретко се раѓаат на овој датум кој што е предвиден како можен за породување. Зошто е тоа така? Па, добро, тој датум е, значи, провизорен датум и секако ние раѓањето го очекуваме околу тој датум. Значи, дали тоа ќе биде 2 недели пред или максимум до 2 недели после тој датум. Така се става како еден провизорен датум во кој што рок 2 недели пред и после би требало да заврши раѓањето. Доколку се помине терминот повеќе од 2 недели, тогаш значи нели бебето има одреден период кога му е убаво внатре во матката и кога се развива, после тоа веќе не му е убаво, бидејќи стара е постелката, не може да се храни доволно.
тогаш ќе треба да се направи индукција на породувањето и со тоа да се заврши породувањето. Значи не може бременоста бесконечно да трае. Си има свој рок на траење. Значи максимум 2 недели од тој датум се толерира. Се толерира до 2 недели, после тоа веќе се индуцира раѓањето за да започне. И сега која бременост ја сметате за уредна, а која за ризична? Значи, уредна бременост е онаа бременост каде што во главно немаме некои компликации од почетокот до крајот на водење на бременоста. Додека ризични бременности се бременостите каде што имаме било каков ризик, дали се работи за некои хронични болести или болести кои што се јавуваат во текот на бременоста. За ризични бременности најчесто значи ги сметаме бременостите, да речеме каде што имаме покачен крвен притисок, каде што имаме појава на гестацијски дијабетес во текот на бременоста и така натаму. Значи, секоја бременост... Возраста на мајката влие врз дали бременоста ќе се... Да. Значи, нели, секако помладите мајки, помладите мајки секако се поздрави и ризиците се многу помали. Како се зголемува возраста? Прво, стапката на фертилитетот се намалува, нели можноста за забременување се намалува многу, посебно кога ќе се доближи до 40-та година, а исто така се намалува и квалитетот на бременоста и ризиците по мајката и по плодот. А се почесто имате повозрастни трудници? Да, има. Мислам, така е времето. Така е трендот, да, младите сега нели се вдомуваат покасно, сакаат да шетаат, сакаат да уживаат во животот и така да трендот е навистина постари, имаме постари пациентки, се повеќе имаме постари пациентки за следење на бременост. Кога станува збор за следење на бременоста, колку скрининзи се неопходни, колку прегледи се потребни? Така, значи за полесно да ја сватиме ние бременоста се дели на 3 триместри. Значи кои што отприлика траат по 13 недели. Тоа е првиот триместар кој што почнува од првата недела до 13-та недела, понатаму вториот триместар кој што го рачунаме од 13 до 27-28 недела и третиот триместар кој што почнува после 38 до 40 недела. Првиот триместар е битен затоа што тогаш настанува органогенезата на плодот, каде што сите органи се формираат од една бластоциста од неколку клетки кои што се нидираат во матката и од кои што понатаму се развиваат сите органи. Значи, тие се множат клетките и така настанува органогенезата. Органогенезата отприлика завршува до кај 12-та гестацијска недела, кога веќе сите органи се формирани. Во следењето на бременоста во првиот триместар, почетокот значи на бременоста, следењето започнува најпрвен со првиот преглед. Првиот преглед обично пациентките се јавуваат после каснење од недела 2-3 на менструацијата. И битен е првиот преглед многу затоа што со првиот преглед ние утврдуваме каде е лоцирана бременоста. Бидејќи бременоста освен во матката може да биде и ектопична, да биде лоцирана на друго место, ван од матката, која што не е нормална бременост и не завршува добро. Значи првиот преглед обично некаде тука настанува 5-6 недела и се гледа сакусот кој што се формира. Потоа се формира вителинската врекичка која што го храни плодот кој што треба да дојде ембрионот и после тоа се бара срцевата акција некаде околу 7-та недела да видиме дали има срцева акција плодот. На почетокот на бременоста, освен ултразвучните прегледи кои што обично ги правиме со вагинална сонда, бидејќи бременоста е се уште мала, немаме некои други исследувања специјални. Пациентките првите симптоми кои што ги имаат обично се замор, понатаму имаат исцрпеност некоја, гадење, повраќање, да, поретко, меѓутоа ги има и тие симптоми и тие обично и завршуваат некаде при крај на првиот триместар и почетокот на вториот триместар. Битен преглед кој што се прави на крај на првиот триместар, тоа е раниот ултразвучен скрининг на плодот и исто така се испитуваат и се прават и некои биохемиски исследувања за да се процени ризикот од некои, да речам, генетски заболувања. Значи, со ултразвучниот преглед обично се прави во 12-13 недела. Плодот е се уште мал, некои 5-6 сантиметри, меѓутоа веќе се распознаваат екстремитетите, се гледаат рацете, нозете, се гледа стомачето, се гледа рбетниот столб, зачетокот на мозокот, како се формира, се гледа лицето, лицевата регија,
се гледа горната, долната вилица, дали имаме некои дефекти, носната коска и се гледа исто така и нухалната транслуминесценција, односно нухалната бразда, која што ако е зголемена, може да ни оди во прилог дека може би има некои генетски аномалии кај плодот. Исто така се прави и биохемиско исследување со неколку хормони или приска тестоа се вика, каде што се одредува плазматскиот А протеин и слободниот бета ХЦГ и во корелација со возраста на мајката се одредува ризикот дали би можело да се јави некој од синдромите. Во поново време, значи нели помодерни се тестовите, генетските тестови кои што НИПТ тестовите, односно неинвазивните пренатални тестови, кои што Како се прават преку крв? Да, се прават преку крв од мајката, се бидејќи се фаќа една фетална фракција, бидејќи има мало мешање на крвта помеѓу плодот и мајката во тој период, после 10-та недела. Во крвта на мајката циркулира ДНК-то од се уште нероденото бебе. Циркулира ДНК-та и се фаќа таа фракција од ДНК-та и се анализира, значи, генетиката на плодот. Доста се точни, некаде до 99%, така да се многу популарни кај младите и тие одвај чекаат да ги прават тестовите, значи, кој ќе се наврши 10-та недела. Бидејќи приската, ви кажав, биохемискиот скрининг дава релативна некоја слика дека можеби нешто се случува, меѓутоа овие точно, значи, ги анализираат автозомните хромозоми, половите хромозоми и дали имаме некој проблем во било кој хромозом, дали имаме триплирање, дали имаме помалку и така натаму. Значи, она што порано се правеше со амниоцентеза, ако приметиме некој ризик, дали ултразвучно, дали со биохемиски маркери, амниоцентеза и со хорион биопсија, како инвазивни методи, нели бидејќи амниоцентеза се зема всушност течност. Така, се зема од околу плодовата вода, во која што се барат клетки од фетусот. Со игла се влегува низ стомакот на мајката, така? Стомакот и тие имаат некој нели ризик за спонтан абортус и така натаму. Сега на релативно безбеден начин, безболен, преку крвта на мајката се одредува генетиката на плодот. Тоа е тоа. Добро, значи тоа е многу важен преглед, претпоставувам дека сакаат да го направат повеќето од трудници. Споменавте дека и полот може да се одреди на таков начин, така? Покрај автозомните хромозоми, половите хромозоми се одредуваат на тој начин. А колку болести хромозомски може да се детектираат на ваков начин? Видете, хромозомски болести има многу. Бидејќи има многу, така? Многу има. Значи, најчесто одредувани синдроми преку оваа метода се Дауновиот синдром, односно триплоидијата на 21-виот хромозом, Едвардсовиот синдром на 18-тиот хромозом и Патау, кој што е поредок, да кажам, на 13-тиот автозомен хромозом, триплоидија. Инаку, покрај тоа се значи, може да се фатат сите, да кажам, делеци или неправилности на хромозомите од првиот до 23-тиот и на автозомните хромозоми. Инаку, овој тестот е дел од пакетите за породување во болницата? Па да, нашата болница Аџибадем Систина, значи постои веќе 25 години. Почната е како гинеколошка акушерска болница, специјална болница по гинекологија и акушерство и ние веќе можеме да се пофалиме дека се приближуваме до 25.000-то раѓање. Тоа е за една приватна болница навистина голем успех и ние буквално можеме да кажеме дека сме референтен центар во однос на многу приватни болници во Европа и во светот. Постојано кога имаме некој јубилеј, кога славиме 10 годишнина, 15, 20, 25, ние имаме некои новости за пациентите и поволности, така да сега имаме значи пакети со смалени цени за породување, со големи попусти за пациентите кои што претходно биле наши пациенти, да кажеме за второ раѓање 20% плюс на пакетот добиваат, за трето раѓање 30% и со одредена доплата сега е најново дека значи ќе биде вклучен и еден НИПТ тест во исследувањето на бременоста. Ко споменавте веќе породувањето, стигнавме до таму, како трудницата да знае дека породувањето започнало? Така. Како изгледа тие контракции, бидејќи има едни контракции кои што се лажни, но има и вистински. Лесно ли е да се препознае за што се работи? Па да. Пациентките се едуцираат, читаат така да веќе сами препознаваат, нели?
се што се случува. Значи, некаде во вториот триместар, во средината на бременоста, почнуваат спорадично да се јавуваат Бракстон Хикс контракциите. Тоа се значи контракции кои што не се регуларни, се јавуваат спорадично, повремено и се резултат на движење на плодот, на ширење на матката. Меѓутоа тие не се повторуваат, да кажам, или се повторуваат на многу долго време. Додека вистинските контракции кои ќе почне раѓањето, значи тие се ритмични и почнуваат да се јавуваат на одредено време, да кажеме на пола сат, се повторуваат, па потоа на 20 минути, се смалува времето на повторување, а се зголемува интензитетот. Болките обично почнуваат со болки во кичмата, понатаму стегање на стомакот и пациентите осеќаат некое буткање долу. Така да тоа се повторува и потоа знаеме дека тие се регуларни контракции, дека веројатно раѓањето е почнато. Кога е вистинскиот момент да се тргне кон болница? Па кога веќе тие нема да престанат 2-3 сата и се повторуваат ритмично цело време. Значи не се трга веднаш во болница, што ќе се јават затоа што може и да престанат, да. Да се јават неколку контракции, потоа да престанат. Тие се припремни контракции пред раѓањето, може и со недели да траат по некое време, потоа ќе прекинат. Меѓутоа битно е доколку уз контракциите прсне и околу плодовата вода, значи водењакот ако прсне, кој што прска како резултат на тој притисок веќе, нели, и плодот е голем и припремата за раѓање, доколку прсне водењакот, пациентката ќе треба во најбрзо време да се јави во болница, каде што ќе се направи кардиотокографија, односно следење на срцевата работа на плодот и контракциите на матката, за да не случајно се притисне негде папчаникот или да не излета надвор, бидејќи може да направи големи компликации по плодот и по дури фатални некогаш. Докторе, што доколку пукне водењакот, а не доаѓа до отварање на жената? Да, и тоа се случува, значи водењакот може да прсне од многу причини, може од инфекција, може. Пациентката, реков, значи при секој прскање на водењакот мора да се јави во болница најбрзо што може. Не да трча, да се припреми и да отиде во болница, каде што ќе биде прегледана од гинеколог, ќе биде видена ултразвучно, ќе се направи кардиотокографија и обично пациентката со прснат водењак не се враќа дома, се прима во болница, каде што доколку е некоја помала недела, се под мониторинг кај пациентката се спроведува зреење на плодот со кортикостероиди за да не дојде до предвремено раѓање, бидејќи во тој случај, нели, плодот ќе има проблеми со дишењето. Значи се гледа што е можно подолго да се одложи. Да, доколку е помала неделата. Така, доколку е предвремено породување. Така, доколку е терминско, 38 и понатаму, значи може да се почека ден-два и потоа да се индуцира пациентката, бидејќи бескрајно не може да чекаме со прснат водењак. За тоа време даваме антибиотик, ја покриваме пациентката да не развие некоја инфекција и ја припремаме за раѓање, потоа го индуцираме раѓањето и почнуваме со раѓање. Колку треба да биде отворено грлото на матката за да може да започне породувањето? Така. Значи, обично ние пациентките ги примаме, да кажам, кога се веќе 3-4 см отворени. За комплетно породување потребно е да биде 10 см отворена пациентката. Значи, докторот кој што ја води пациентката со вагиналните прегледи проценува дали може да се породи спонтано, дали ќе треба царски рез. Значи, кога желбите на пациентките се различни. Има пациентки кои што преферираат спонтано раѓање, пошто пото и да не можат, тие се фиксирани дека мора нормално да се породат. Додека има пациентки кои што се плашат. Да, се плашат и воопшто не сакаат да разговараат и сакаат царски рез. Значи, секој доктор кој што работи долго во оваа професија, верувајте ми, значи, јас работам 25 години, јас буквално после прегледот кога ќе започне раѓањето, јас знам која жена како ќе се породи. Како проценувате врз основа на што? Едноставно тоа е искуство. Значи, според отвореноста на жената, според мерките карлични, според позицијата на плодот, свртеноста на плодот и едноставно тоа е интуитивно и мислам дека и нели искуствено. Така да ние знаеме, меѓутоа нормално не и кажуваме веднаш на пациентката вие немате шанса, нели, да пројде спонтано или па така да
Има ли вистина Почекуваме. дека жените кои што имаат тесна карлица потешко ќе се породат по природен пат? Значи, доколку плодот, мерките на плодот не одговараат на излезот на карлицата на жената, не можеме да се мачиме колку сакаме, меѓутоа жената не може да се породи нормално и убаво. Во такви случаи, нели, доколку пациентката инсистира или па доколку па и докторот инсистира да ја породи спонтано, на крај може да заврши со ставање на форцепс или со ставање на вакуум, кои што може да имаат некои секвели понатаму врз така, врз во понатамошниот живот на новороденото. А што доколку жената не се отвара? Кај трудницата не се отвара грлото на матката, онака како што е предвидено. И тоа се случува. Значи, таму каде што Дел од бремените жени се плашат од индукцијата, сметајќи дека на таков начин породувањето ќе биде поболно. Значи, породување со провокација е тоа. Видете сега, значи провокацијата сепак одредува докторот дали ќе се даде или не, затоа што постојат некогаш причини кога мораме ние да го завршиме раѓањето. Дали тоа е поради, да речам, старата постелка, немање на вода кај пациентката, нерастење на плодот, може да имаме заостаток во растој на плодот и колку што го држиме повеќе внатре, повеќе компликации да се јават. Или во зависност од здравствената состојба на мајката. Например, дали има притисок кој што може да влијае на плодот да направи беља. Значи, некогаш раѓањето мораме да го индуцираме. Некогаш не зависи од желбата на пациентката. Ние мораме да ја објасниме, да ја кажеме дека ова раѓање мора да заврши. На индукцијата сите жени различно реагираат и тоа е во зависност од рецепторите кои што ги имаат спрема хормонот кој што го стимулира раѓањето. Тоа е окситоцинот кој што се лачи во текот на раѓањето. Некои жени се отвараат без проблем, меѓутоа некои жени едноставно не реагираат. Таму каде што не реагираат, нели, постои медицината измислила царски рези. Колку време може да се чека? Жената да се отвори? Па видете вака, значи, ако отварањето оди како што треба, кај едно нормално раѓање, жената за 5-6 сата ќе се отвори сигурно. Значи, ние можеме да чекаме и 8 сати, и 9, доколку имаме простор, или доколку немаме ризик по плодот и ризик по мајката. Можеме да чекаме и подолго. Меѓутоа, ако веќе после 8-9 сата гледаме дека воопшто не мрднува раѓањето, значи, ќе поразговараме со пациентката и ќе објасниме дека едноставно не оди на тој начин. Така да, веројатно, раѓањето ќе заврши со царски рез. Значи, техниката на царскиот рез е многу напредната. Значи, не знам зошто пациентките, пример, се плашат. Лошо нормално породување, кое што може да заврши лошо, нели? Со повреди на родилните патишта, со распукнатини и така натаму, е многу полошо отколку да кажам еден царски рез. И станувањето на жената е многу побрзо во такви ситуации. При царски рез, бидејќи утредентата е веќе исправена на нога, мобилизирана. Значи немаме некоја голема разлика. Али тоа е некоја сложена абдоминална интервенција, односно хирургија? Не, тоа е рутинска. За нас е рутинска. Видете сега, значи, акушерството е сложено како наука. Најголемите ризици во гинекологија и акушерство се при завршување на бременостите и при водење на бременостите. Бидејќи ние можеме да имаме непредвидени ситуации, крварења, кои што може да влијат лошо и на мајката и на плодот. Значи, сепак бременоста, нели, кога вика тоа е една друга состојба, сакаат да кажат дека е малце поразлична отколку кај луѓето кои не се бремени. И ризици има повеќе. Меѓутоа, доколку внимателно, нели, докторот искуствено ја води целата бременост и ги предвиди сите ризици, би требало се да заврши како што треба. Така. Кога зборуваме за природното, односно вагинално породување, низ колку фази проаѓа, како тоа треба да изгледа? Па, низ колку фази, вака наједноставно речено пациентите да сватат, значи првата фаза е фазата на добивање на болките, контракциите и отварањето на жената. Значи тоа трае до отварањето до 10 см. Во втората фаза настанува експлузијата на плодот кога ќе биде веќе комплет отворена жената и почнува раѓањето. До комплетното излегување на плодот трае втората фаза, потоа е третата фаза, на фазата на излегување на постелката, бидејќи после раѓањето мора да се острани постелката, која што треба да се острани цела, да се види да не има да не останало дефекти, нека делче, така. Да. И
Потоа е четвртата фаза после раѓањето, кога жената ја следиме интензивно следните 2 сата после породување и на постелката, да не дојде до некое накнадно крварење, атонија на матката, отпуштање на матката, кој што исто така е ризично. И треба да се внимава, обично за тие 2 сата после раѓањето жената мора да седи во родилна сала доколку е потребно да се реагира и тоа нешто. После тие 2 сата, ако е се во ред, жената се префрла на оделение со бебето. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент, почитувани емисијата е Контакт на телефонскиот број на телевизија Телма е испишан веќе на екранот, така што слободно можете да поставите прашање кое што се однесува на темата и дилемата која што отворивме во оваа емисија. Сега, докторе, кога зборуваме за спонтано за вагинално породување, што ако трудницата има голем страф од целиот тој процес? Дали тоа влија? Неопходно ли да соработува во процесот на породувањето? Се случува ли некош поради стравот едноставно да не можат да соработуваат? Сето тоа зависи колку ќе го совлада стравот. Значи, ние сме во комуникација цело време со пациентката, значи разговараме, зборуваме, покушаваме да ја смириме и нели доколку пациентката реагира добро на тоа, раѓањето ќе се помине спонтано. Меѓутоа доколку пациентката едноставно не прима ништо, се плаши, плаче, така, има патолошки страф од породувањето. Значи тогаш ние не можеме да влијаеме многу. Тогаш ќе се премине кон царски рез, претпоставувам. Тогаш да, ќе кажеме и дека треба раѓањето да заврши со царски рез. Жените најмногу се плашат од болката при породувањето. Дали денеска раѓањето мора да биде болно, бидејќи постојат разни типови на анестезија? Значи, видите, во нашата болница се практикува безболно раѓање, значи тоа кај нас буквално... Значи може да се обезболи целосно? Апсолутно, и гледаме секое раѓање да биде безболно. Значи, ние го нудиме епидурална анестезија и спинална анестезија на сите пациентки. Спинална, доколку процениме дека раѓањето ќе биде брзо, во рок од 2-3 часа, бидејќи таа е кратко трајна, додека епидуралната трае подолго време. Ние имаме големо искуство со безболните породувања и фактички ние први ги имаме почнато безболните породувања во нашата болница во Македонија. Така да нема никакви ризици, големо искуството на сите анестезиолози кои што ги изведуваат овие обезболувања и буквално ние не памтам дека никогаш сме имале некоја компликација. Значи пожелно е жената да не ги осеќа тие болки. Секоја жена има различен прак на болки, сега можеби некоја може да го издржи сето тоа, меѓутоа сепак нема потреба од никаква травма во текот на раѓањето. Жената треба раѓањето да го памти како убав чин. Дали епидуралната и спиналната анестезија може да влијаат врз напоните, односно трудницата да изгуби силата да турка кога треба да се породи? Можеби малку, да. Можеби малку, меѓутоа кога трудницата веќе ќе треба да прави експлозија на плодот, да се пораѓа плодот, ние во тој момент и ја прекинуваме малце епидуралната анестезија за малце повеќе да има сила за да напне. Така значи да, се прекинува. Има начин. И потоа продолжува. Да. Значи битно е таа да ги нема болките до моментот на раѓање. Сега во моментот на раѓање секако она мора да употреби сила. Нели, ние кажуваме како да напне, како да диши, како така да тука е докторот, тука се сестрите, целиот персонал. Има ли техники на дишење кои што помагаат да се совлада и стравот, но и да се намали болката при породувањето? Пациентките, да кажам, во нашата болница техниките на дишење ги совладуваат и на часови пред раѓањата, кои што се бесплатни за нашите пациентки. Меѓутоа они читаат и пратат и сами, така да. Така, но пожелно да има ваков тип на подготовка, некој да им покаже. Во нашата болница има постојано предавања, значи почнувајќи од почетокот на бременоста, месечно минимум еднаш има предавања каде што доаѓаат паровите и ги следат предавањата и се подготвуваат за раѓање. Така психолошки да бидат подготвени пред се. Може да прашаат се и да прошетаат, да видат низ болницата какви се условите, што е доктор да им покаже се што треба. Така да тоа е многу битно. Пациентите да бидат спремни на тоа што ги чека. Пожелно ли е партнерот да биде присутен во салата додека се породува? Па да, во главном да кажам, кај 80% од пациентките сигурно и партнерите се присутни. Тоа е при нормално породување, додека при царски рез не може, бидејќи се оди во операциона сала, не може да биде присутен партнерот. Меѓутоа пациентката е во епидурална или спинална анестезија и таа си разговара со нас цело време, додека трае операцијата и
си го гледа бебето кога ќе го извадиме. Првиот контакт е многу битен, мора да биде будна. Да, не користиме општа анестезија, освен во исклучителни случаи каде што здравјето на мајката ни наложува дека мора да биде општа анестезија. Тоа е многу ретко, јас не памтам. Годишно можеби еднаш ќе се деси. Важен е потоа контактот кожа на кожа помеѓу мајката и бебето? Да, апсолутно, ние го форсираме контактот кожа на кожа и исто така, значи, папчината врвца не ја сечеме векаш после раѓањето, значи оставаме подолго време. Зошто, докторе, објаснете ни? Па видете сега, според нашите педиатри, врвни педиатри кои што ги имаме, значи, они кажуваат дека нормално таа фетална крв, што повеќе, нели, да остане во бебето, толку поголем имунитет ќе има бебето и ќе биде поздраво, да кажам. Значи, така да папчината врвца не се сече. Се одложува сечењето? На колку време обично? Минимум 2-3 минути останува. Значи, после тоа ја пресекуваме папчината врвца. Освен ако нешто имаме некое обилно крварење кај мајката, кое што мораме да го запираме хитно, па тогаш веќе мора да се пресече веднаш. Велат дека за бебето е пожелно да биде родено по природен пат. Навистина ли има подобра адаптација во дишењето? Има ли некакви придобивки спонтаното породување и за мајката? Видете вака сега, значи може би има студии кај што нели форсираат нормално раѓање. Заради микробиомот, бебето да помине низ родилниот канал. Така натаму. Меѓутоа, ако вие го измрцварите бебето и го извадите во недобра кондиција со сила да се роди спонтано, адаптацијата каква ќе биде? Ќе биде ужасна. Значи мора докторот да го прати комплетно раѓањето, сестрата, акушерката исто, и буквално во секој момент да можат да реагираат да доколку се јави било каков ризик. Значи нема чекање, паѓаат тоновите, паѓаат, значи вие мора да реагирате веднаш, бидејќи не може да инсистирате на нешто што ќе направи последици по бебето и по мајката. Кога зборуваме за компликации од природното вагиналното породување, употребата на вакуум значи ли дека нешто тргнало наопаку? Па не, употребата на вакуум и на форцепс обично настанува таму каде што не е направена најдобра проценка дека бебето може да пројде спонтано да се подобри. Значи, кога мораме малце сила да употребиме за да го извлечеме, кога ќе ни се заглави, веќе немаме каде. Не можеме да трчаме ниту на царски рез, не можеме ни до крај да го изведеме спонтано раѓањето. Така да, јас кај нас во нашата болница не памтам вакуум и форцепс кога е ставен. Не памтам, навистина, бидејќи тоа се избегнува максимално. Реков, затоа што ние мораме да имаме... Апсолутно. Значи, најмал ризик да постои, ние ќе направиме подобро царски рез, отколку било каков ризик да направиме по мајката и детето. Што ако бебето е поставено карлично? Ако е поставено карлично, доколку тоа се значи работи... со газето е спуштено... Да. Видете сега, значи... Надолу наместо со главчето. Така. И со карлична презентација може бебето да се породи спонтано. Меѓутоа, доколку е мало и доколку мајката им убави карлични мерки. Меѓутоа, тоа е ретко. Сега, ние како приватна болница им сугерираме на пациентите за да не дојде до никакви повреди, дека доколку е карлично, нудиме како опција царски рез, доколку они инсистираат да почнат нормално, ние чекаме. Не е проблем. Значи, секоја желбата на пациентот се почитува. Дури тогаш вие кога ќе го прегледате и ќе сватите дека знаете дека едноставно ќе заврши со царски рез, морате да испочитувате желбата, да му дадете шанса за да самиот свати и да види дека едноставно не може нормално да заврши раѓањето. Кога се прави царски рез, резот е хоризонтален, така, долу, ниско, но некогаш мора да се направи и вертикален рез. Да, во итните случаи. Да. Зошто? Се вака ќе ви кажам, до пред 20 на години исклучиво се правеше вертикален, бидејќи царскиот рез се сметаше за итна состојба. Итна состојба и ризична. Сега се прави, значи, попречниот рез, така да тоа е во 99,9%. Сега да кажам, доколку очекуваме потешкоти при вадење на плодот, доколку постојат некои туморски маси на матката или на аднексите кај пациентката или било што, во тој случај, нели кога треба освен бебето да се извади и нешто друго, можеме да одиме и со обичниот рез.
инфраумбиликалниот. Докторе, дали важи правилото се уште и понатаму еднос царски рез, цел живот царски рез? Не мора да значи. Значи, сепак ризикот за раѓање со царски рез после царски рез е најмал. Меѓутоа, доколку постои, да кажам, поголема дистанца од едното до другото раѓање, повеќе години се поминати, доколку пациентката добија болки, се отвори нормално, ние зошто би трчале да ја правиме царски ако тргне раѓањето спонтано. Нема да има потреба, значи може да се породи спонтано. Но треба да поминат неколку години, ако ве разбрав. Па пожелно е, не мора да значи дека мора, меѓутоа пожелно е затоа што нормално ако е резот свеж и една година е поминато од претходното раѓање, ние сме имале, да кажам, многу случаи каде што пациентката ќе се породи за неколку месеци па останува трудна. Ние не сугерираме никаков прекин на бременост. Значи ние ќе си ја следиме бременоста, ќе следиме ултразвучно све и ќе се породи пак за една година, ама со царски рез, бидејќи е многу брзо. А кој е ризикот ако жената многу брзо забремени по првиот или пак вториот царски рез? За самата бременост. Еве се препорачува да се почека. Значи видете, ако се работи, да кажам, за втора бременост, која што настанала брзо после првата бременост, нема некој голем ризик. И кај помлада пациентка, значи ви кажав, ние нема да ја сугерираме сигурно прекинја бременост, да чекаме 2 години. Нема логика. Си ја тераме бременоста, си се раѓаат двете деца со разлика од 12-13 месеци. Така да сме имале многу случаи така. Значи внимаваме, додека се води бременоста, внимаваме резот, го пазиме исто со ултразвукот, дали се тенчи, дали можеби ќе треба малце порано да ја завршиме бременоста, меѓутоа секако ја тераме бременоста. Многу жени породени кои што се пораѓаат со царски рез, кои што имаат желба на таков начин да го донесат на свет своето дете, смета дека тоа е полесниот начин, но дали е навистина тоа така? Како изгледа закрепнувањето? Сега видите, да не ме сватите погрешно, мислам дека само ти ме кажува, нели? Царски рез. Значи, закрепнувањето оди брзо, ви кажав. Значи, техниките на царскиот рез се толку напреднати во денешно време и денеска никаде во светот никој нема да ризикува ни најмалку, ако има некој ризик по мајката или плодот, да чека некое нормално породување. Така. Затоа и бројот на царски резови е качен во светот. Меѓутоа, сепак е релативно безбедна метода за раѓање и на плодот и безбедна метода по болките мајка. после операцијата ве прашав, бебе во раце, па болка од операцијата. Видите, болките не се разликуваат дали е нормално раѓање или е царски рез. Така. Болките ќе бидат болки секако. И ние ги купираме болките со аналгетици со. Така да не значи дека при нормално раѓање нема болки после. Посебно ви кажав, ако раѓањето е тешко протрахирано, жената уште поише ќе има проблеми отколку да се направи еден царски рез. Дали по поредувањето со царскиот рез исто така може да се воспостави контакт кожа на кожа помеѓу мајката и бебето? Па видете, или бидејќи тука сега има Да, ние прво го оставаме зафат? топчаникот што реков, значи почекуваме. После тоа бебето го превзема педијатарот и го носи кај мајката од другата страна, бидејќи полето кај што ние оперираме не може да отвориме и да се воспостави тој контакт. Го носи кај мајката и го доближува до лицето и така. Тоа е начинот. Да. А некои жени имат повеќе кратни царски резови, има ли одреден број максимален кој што Видете вака, значи после кој што не би препорачале повеќе бременности? Значи ние медицински пожелно и препорачуваме да кажеме 3 царски рези. Меѓутоа ние сме имале пациенти кои што имали 4 и 5 царски рези. Едноставно имаат желба за раѓање. После третиот царски рез ние обично ги прашуваме пациентките дали да направиме стерилизација за да веќе не останат трудни или да користиме некое друго контрацептивно средство, можеби спирала да ставиме после третото раѓање. Меѓутоа има пациентки кои што не сакаат и едноставно ќе останете 4 пати, 5. Сме имали такви случаи. А сте имали такви приказни и искуства? Да. Така да, во медицината има се и нема правила. Така, нема правила. И сега кога зборуваме за начинот на породување и постпородилната депресија, дали стресното породување може да доведе до ваков психолошки проблем кај жената? Да, повеќе стресното породување, неприпремена пациентка психолошки, која што или не е толку стабилна, не се едуцирала доволно. Значи, после раѓањето, постпородилната депресија е релативно честа, не премногу, меѓутоа е честа. Имаме пациентки такви кои што
Нели, од самата нова ситуација запаѓаат во депресија, сега гледаат бебе, гледаат други одговорности, не се доволно спремни, што ги чекало, не се подготвиле доволно. Значи, таа треба да се препознае и жената да се прати на психолог или на психијатар за малку да се делува на нејзе. Така. Исто така, кај таквите жени, значи, ние препорачуваме да кажеме, после раѓањето, да не бидат затворени дома, нели, некој да го причува детето, па тие да излезат малку да прошетат, да гледаат движење, така да има начини како се третира тоа, мада не е толку често. Да. Имаме гледач, ќе му дадеме можност да постави прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Сакам да поставам едно прашање на докторот. Се работи за млада жена од 32 години, Така. Што има ендометриоза. Да. Добро. И дали може да остане бремена и дали е тоа ќе дојде до несакано прекинување на бременоста поради болест. Така, ова е едно интересно прашање. Да. Ви благодарам за Одлично. вклучувањето во програма. Повелете. Одлично прашање. Значи вака, не значи дека секоја ендометриоза е пречка за пациентката да остане бремена. Сето тоа зависи колкава е ендометриозата, дали ги фаќа двата јајника, колкави се ендометриотичните цисти и колку има здраво оваријално ткиво. Доколку има здраво оваријално ткиво и се помали ендометриотични цисти, значи тука не мора да се прави операција, жената може да остане спонтано трудна, доколку се проодни тубите. И најдобар лек за ендометриозата е самата бременост. Значи, тие ендометриотични цисти најчесто исчезнуваат во текот на бременоста. Да, најдобар лек за ендометриоза е бременост. Меѓутоа, доколку се работи за поголеми ендометриотични цисти, кои што ти дават воспаленија, значи, и на каналите, и на јајниците исто така, доколку се поголеми, треба да се отстранат. Треба да се отстранат за потоа да се оди на забременување. Најнапред се отстранат, а потоа со инвитро претпоставувам. Па не доколку каналите се проодни, Аха. може да се проба и нормално забременување. Рековте дека преминост е најдобар лек за ендометриоза. Пред да Да, се навртам на моето последно прашање за во денешната Телма амбуланта, би сакала да ве прашам и во однос на ендометриозата, дали таа може да се врати после поредувањето или со тоа со бременоста завршува целиот проблем? Значи нема правила, може. Нема, Во медицината нема правила. И може да се врати и не мора да се врати. но има шанси повеќе да не се врати после преминоста. Да. Бременоста е ова е одличен убаво лек да се знае. за лекување на ендометриозата, доколку жената остане трудна. Доколку подолго време не останува, значи ендометриозата мора да се реши и да се оди на бременост потоа. Така. Споминавте дека многу важно жената да биде психофизички подготвена за поредувањето. А што е со нејзиниот партнер кој што понекогаш е присутен во салата? Сме гледале видеа, им се слушува на мажите. Да. Сте имале некои такви искуства? Сме имале. Сега, јас вака, како гинеколог, да не испадне ги бранам жените, ама жените се можеби похрабри од мажите. Значи, ние обично ги прашуваме мажите што сакаат да присуствуваат, доколку се плашат, дека не мора. Ќе бидат во близина, во соседната соба, ама не мора да го гледат цел тој чин и крварење. Сите реагираат различно. Покрај што ја гледаме жената, ги пазиме и нив, нели, затоа што им се слошува често пати. Така, паѓаат, па нив ги реанимираме. Меѓутоа не е толку често и тоа. Да. Сепак доаѓаат спремни. Пошто ви кажав, младите парови обично одат заедно на предавања, сите контроли заедно ги поминуваат, прашуваат, разговараат, така да се доста спремни. За разлика од порано. Почесто влегуваат во сала или одбираат да седат во таа просторија до родилната сала? Па и двете работи. И двете работи. Да, некој вика ќе бидам тука, нели? Кој ќе излезе бебето ќе го видам, некој сака да биде присутен цело време до жената. Така да ние почитуваме жалбата. Докторе, ви благодарам многу за вашето гостување денеска во Телма амбуланта. Ви благодарам и вас, задоволство ми беше. Почитувани, ви благодарам и вам што и денеска бевте заедно со нас. Верувам од самиот почеток. Се гледаме секој работен ден на Телма во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути кога заедно учиме за здравјето. Пријатно.